Навистина остава впечаток кога двајца современи светители независно еден од друг изговараат сличен став. Зашто всушност станува збор? Светиот Порфири Кавсокаливит го предочува следново. Оној што сака да биде христијанин, треба прво да стане поет. И во продолжение истакнува што подразбира под реченото. Радувајте се, вели, на се што не обкружува. Се не поучува и се не води кон Бога. Се што се наоѓа околу нас, тоа се капки на љубовта Божја. И билките, и животните, и шумите, и морето, и зајди сонцето, и звезденото небо. Тоа се малечки љубови преку кои стигнуваме до големата љубов, до Христа. За да стане некој христијанин, треба да има поетска душа, треба да стане поет, вели светиот Порфири Кавсокаливит и додава: грубите души Христос не ги сака во своја близина. Христијанинот, дури и кога само љуби, е поет, внатре е во поезијата. Да ги ползувате убавите моменти. Станете наутро да го видите сонцето што царува како излегува сето во Порфира. Кога ве восхитува нешто убаво, да не останувате само на тоа, туку продолжете над него, напредувајте во славословие за сите убавини, за да го живеете единствениот убавец. Се не збогатува, се не води кон големата љубов, се не води кон Христа. Истовремено и светиот Софрони Сахаров исто така го предочува следново, та вели: ве молам да не заборавате да бидете создатели на вашите личности, создатели на многу убавини, почнувајќи од најмалечките нешта. Како што вели големиот поет, теолог и философ, апостолот Павел, да бидеме градители на нашето во Бога вечно спасение. Без творечко вдахновение тешко е да се помине макар и еден ден, како што му доликува на православниот христијанин, нагласува светиот Софрони Сахаров и заклучува: колку би сакал сите да станете поети.